ВМРО ДПМН денес на прес говореа дека приоритет на владата е здравството, потенцирајќи ги новите вработувања и видувајќи зголемување на платите и до 40% до крајот на мандатот. СДСМ пак директно го обвинија премиерот Христијан Мицковски за бришење на македонскиот јазик во Европскиот парламент. 7 години здравството е во колапс, а начело со Филипче беше руинирано, ограбувано и функционираше за лични и партиски интереси. Иако само една година се на власт, од ВМРО ДПМН истакнуваат дека приоритетите сепак се во здравството и зголемување на платите ќе има до крајот на мандатот. Иако периодот од една година не е многу за промени во здравството, сепак владата предводена од ВМРО ДПМН направи крупни чекори кон градење на промените во здравството. До крајот на мандатот, платите на здравствените работници ќе се зголемат за 40%, а веќе се зголемени и капитационите бодови. СДСМ без пардон го обвинија премиерот за бришење на македонскиот јазик од Европскиот парламент. Богданка Кузеска потсети дека СДСМ преку договорот за Фронтекс и преговарачката рамка тие се оние кои ја извојуваа најголемата победа за македонскиот јазик. На македонскиот јазик му се заканува бришење од извештајот на Европскиот парламент. Доколку тоа се случи, ќе има само еден виновник – Христијан Мицковски и никој друг. СДСМ почитувани преку договорот за Фронтекс и преговарачката рамка ја извојува најчистата победа за македонскиот јазик. Мицковски почитувани не може да впери прст кон никого за поразот што Македонија повторно го доживува во Брисел.